Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Дејан Андоновиќ. Дејан Андоновиќ од репортер почетник до врвен новинар, аналитичар и полемичар за глобалните стратегиски позиции на големите светски сили, за јавната и тајната дипломатија, за регионалната безбедност, прашање и за заканите по светскиот мир на човештвото и воопшто. Дејан Андоновиќ, добре дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. Ова со Украина, ќе пукне ли војна наскоро? Па јас мислам да. Не знам колкав ќе биде обемот, но сигурно ќе има некој воен судар или некоја војна интервенција. Ако се земе во предвид дека предалеку отидоа барем реторички и Русија и НАТО и Вашингтон, особено ќе речам НАТО и Брисел, бидејќи некако конфронтацијата не е помеѓу Вашингтон и Москва барем јавно, туку гледаме дека генералниот секретар Столтенберг ми се чини ниту еден генерален секретар на НАТО до сега не толку често да не настапува со таква риторика. Толку радикална риторика, ако се земе во предвид дека човекот имаше некакво поинакво CV, како поумерен, по она што би рекле американците peaceful, помирен. Тоа значи договорена стратегија. Да. Воинствена, макар за сега во риториката, нели? Па, во риториката, да, особено по оваа рунда од 3, нели имаше 3 рунда преговори изминатите денови, Москва, НАТО, Москва, ЕУ и Москва, ОПСЕ, каде што епилогот беше. Андоновиќ, за тоа, потоа, подолу во Дистрикт во емисијата, каму среќа да не пукне, и ако пукне, нема да пукне ниту во Вашингтон, ниту во Москва, туку ќе гинат луѓе на украинска територија. Ајде почетокот со 2-3 збора, зошто баш или зошто токму новинар? Па новинарството кај мене се испреплете поради многу работи. Јас требаше да бидам лекар, но не бев толку дисциплиниран тоа да го правам. Бев поклоник на рок-н-ролот, во рок-н-ролот и во тие субкултурни дела на рок-н-ролот, како што се панкот, како што се другите некои работи. Потоа стана мејнстрим културни. Да, но во тоа време имаше некаква идеологија во тој музички и уметнички израз, па некако ме привлече политиката и надворешната политика, пред се поради тие текстови кои беа опевувани од тие мои тогашни, да кажеме, не идоли, но узори кои ми го правеа патот, што би сакал да бидам кога ќе порас. Сител телевизија, прва љубов новинарска беше? Па, може би како телевизија, да, но јас почнав мојата кариера во радио, во првото приватно радио, Канал 4, некогаш одамна, тоа е при крајот на 80-тите. Имав среќа да бидам и во радио Либертас, тогашен првото политичко радио на уважениот колега, сега починат Никола Младенов. Така некако го учев новинарството, потоа направив мала пауза и онда се вратив во телевизиското новинарство. Меѓу телевизија и радио, што би одбрале генерално? Па јас мислам дека бевте главен уредник и на едно национално радио Македонија. Да, Радио Слободна Македонија, бев 4 години главен уредник. Па не знам, ми се чини дека телевизијата сепак повеќе ми лежи, но ако ме прашаш овака поради популарноста или се ми одговара повеќе од пишувањето, бидејќи некако вокално можам подобро да се изразам одошто не добро, во овој дистрикт нема да пишуваме, ќе зборуваме, но за темата за која дојдовме, главно она што е може на ти твоја специјалност, геостратегиските позиции, кризните подречи и така натаму. Ајде да почнеме со Украина. Прашав ке пукне ли војна, рековте да. И јас малку ме шокиравте со одговорот. Ајде, елаборација куса. Вака, многу е тешко, нели, човек да предвидува, ние не можеме да предвидуваме, но сето она кога ќе го земеме како атмосфера и како реторика што успеавме да ги видиме во изминатиот период, се укажува дека ќе мора да пукне. Мојата теза е дека Русија отиде предалеку со заканите, Русија отиде предалеку со барањето на безбедносни гаранции, ќе потсетам, Русија бара од НАТО да прекине со ширење кон исток и прифаќање на нови земји членки од кампусот на поранешните советски републики, бидејќи тоа го смета како безбедносна закана, а се повикува на еден договор кој се испостави дека бил само реторички, а не бил пишан декларација, не резолуција. Дека кога требал да се распушта панданот на НАТО, Варшавскиот мировен договор 1900
87 или 8, тогашниот председател Реган му дал на Нешто Горбачов. пред Берлинскиот зид да Да, падне. пред да падне, Реган тогаш му дал Ветување. гаранции на Горбачов дека НАТО нема намера да се шири. Истото тоа го направија и германците и ми се чини Хелмут Кол, кои им дадоа гаранции на русите дека НАТО нема да се шири. Но НАТО вели ние не можеме да им кажеме на другите држави немојте да бидете наши членки. Да, ја оставаат отворена врата за новите членки. Зоран, морам да те подсетам, додека зборуваме, ние сме во НАТО, така да во оваа ситуација која зборуваме, ние веќе имаме страната јас како би сакал да држава. зборуваме како да не сме во никаква позиција, Добро. затоа што правиме анализа на глобаните. Но јас сега сакам да те вратам, Дејан Андоновиќ, на тоа личното и твоето работно. Ти дескот практично како база каде што се слеваат сите информации, од таму ли потекна тоа ли те потикна тој куп на информации да се занимаваш со ова или затоа што сте дефицитарен кадар, ако можам така да речем во Па има се во помалку. Македонија? Зоки, ја почнав за разлика од многуми на наши колеги, па верувам и ти. Прво бев репортера, после станав дескаџи, обично не идат од деск, па одат на терен. Како репортер ја имав таа среќа или несреќа у кариера да има распад на Југославија, да има косовска криза, бомбардирање на НАТО на СРЈ, тогаш на Па велат кој работел во ДЕС, тој знае што Да. е новинарство и тој станува новинар. Јас бев репортер, малку мина знаат, и тоа не е ни важно, јас го знам во мојата лично CV да го ставам, дека сум првиот новинар кој влезе за време на бомбардирањето на Југославија на Косово, првиот новинар од Македонија, велам, и бев таму еден период од каде што известував за тогашната матична куќа Сител. Верувам дека после таа војна и после она што не се случи 2001 година, каде што исто така бев сведок како репортер, зборувам за конфликтот во нашата држава, после тоа се повлеков, влегов во деск бидејќи веќе немаше простор понатаму, барем она мене што ме интересира да го правам. Следев и меѓународна надворешна политика на нашата држава, патував доста со тогашните премиери и председатели. На темата лично, од каде па предизвикот токму за овие глобални кризни воени ситуации, тука да се бара одговорот на дилемите, на прашањата, што Дејан Андоновиќ ги бара и ги пренесува и низ ваквите дебати. Прво, малкумина со тоа се занимава, а второ, она што за мене, тоа е моje гледање на работите, е дека се што се случува во една мала држава, како што е Македонија, е последица на нешто што се случува надвор, што ни диктира тука во Македонија. Ако се земе во предвид дека и јас поголем дел од младоста ја преживеа во една друга држава, се викаше СФР Југославија, ќе те подсетам и ти беше тогаш и уредник и се, кога станавме само како Македонија, како да ми фалеше онаа малце поголем простор на некои други однесувања, култури и центри, да ги следам, бидејќи ова што го гледавме во Скопје беше се мало. Клаустрофобија некаква. Па морам да признам дека беше клаустрофобија, а и ме интересираше како се занимаваат со нас соседите, особено оние соседи кои до вчера бев миста држава. Се враќаме на централната тема на Украина. Прогнозирате дека ќе пукне, нели? САД практично, велам САД практично, не НАТО, но кога велам САД, мислам и на НАТО, практично дојде до границите на Москва, на Русија. На Со Русија, Украина, дојде на Москва. со оваа ситуација актуелна. Вака, прво мораме да кажеме дека САД и НАТО се на границите на Русија со пристапувањето на Литванија, Летонија и Естонија. Некога говорам, јас мислам на оружјето дојде до границата на Русија. Па оружјето е таму, као што и Русија, иако формално не е во Украина, делот на Донбас, Лугански, Донецк, таму има проруски сепаратисти кои се сигурно поголем дел руски војници, претпоставувам, кои не се... Смеам ли да прашам наивно, ако пукне, кој ќе победи? Па ако пукне нема да победи никој, а ќе загубат украинците и тие луѓе кои живеат таму, за жал секогаш, бидејќи ниту американските војници ќе се борат со руските, туку ќе се борат украинците со украинците. Практично граѓанска војна. Па вака, Зоран, морам да секогаш ги потсекам колегиве дека уште пред 2000 година ЦИА излезе со една анализа во која прогнозираше дека 2025 Украина ќе се распадне на две држави. Тогаш у тоа време тоа ни делуваше, барем мене, као нека фикција, зашто Украина би се распаднала. Нешто Кипар е можеби некоја така микронска ситуација што наликува сега, Па да. може тоа да се случи некој конфликт
30-100 години Да, но Кипар има една привилегија што двете земји членки кои се членки на НАТО, а и Британија е тамо, ќе потсетам, а Британија секогаш ги има тие некои врски и некое наследство кој ќе го гарантира, нели, под изговор на круната во Лондон. Сега се е во фаза на игра на нерви. До каде е актуелната ситуација денеска? Па она што е последно е дека русите концентрираат и украинците со помош на НАТО концентрираат војници околу земничката граница кај Донбас, ке кажам повторно. Она што не е случајно и мојата теза дека ќе пукне. Само прецизно, чија заедничка граница? Па тоа би требало да биде автономната област Лугански Донец, односно Донбас, каде што е прорускиот дел со останатиот дел. Имено Киев сака да ја врати контролата. Тоа значи внатре во Украина. Да, се е внатре во Украина. А од друга страна, забелешката кон Русија е дека концентрирала огромен број на своји војници, 126.000 ми се чини, во своите граници на Русија. Може ли да зборуваме дека тоа опробана доктрина околу ова игра на нерви кога зборувам, риторика, така се случуваше со Ирак, можеби на времето, биолошко оружје, па се случи. И со Афганистан, дрога и така натаму. Е ли ова дел од таа пропаганда и од таму ли сега извлекувате некаква констатација дека сепак ќе пукне? Вака, мојата констатација дека ќе пукне е дека предалеку отиде риториката на Путин, кој важи за еден авторитативен и со авторитет зборувам лидер, кој вели, нели не излезете у пресрет на нашите барања за безбедносни гаранции, односно не ширење на исток. Наето, ние ќе мораме да делуваме. Тој ни еден момент не рече дека ќе ја нападне Украина. Дека ќе биде нападната Украина го зборуваат токму овие кои се плашат дека Русија ќе ја нападне Украина. НАТО и прозападната влада во Киев. Ајде, јас ќе шпекулирам, не сум многу упатен, но може ли да се направи некоја вага, некој баласт на моќта во оружје, во техника, во технологија, па и во стратегија и во знаење меѓу НАТО и Русија? Кој е појак? Тоа е многу тешко да се каже. Ако ги гледаме оние податоци кои ги можеме да ги видиме, кои се достапни за нас обичните новинари, пошто јас не сум ниту во Пентагон, ниту во Москва, односот на силите се уште е во корист, да кажеме, на НАТО и во бројност и во технологија, но има разни родови каде што русите се, например, ракетното оружје е во полза на Русија. Русите имаат страшно добро ракетно. Повеќе стрипови цртани филмови, ако пукне тоа и ако излезе од контрола, можно ли е да се расшири надвор од Украина конфликтот? Па јас се надевам дека едната од двете страни гледа дека губи, може ли во териториите на НАТО и во територијата на Русија да падне некаква граната, некаква ракета, некаква малку не провоцирам, туку сакам да испровоцирам кај тебе, кај вас, Дејан, она најцрно нешто што може да се случи и да се расшири конфликтот како пандемија некаква. Најцрното сценарио да дојде до отворена војна, каде што Русија ќе сака да ги освои оние точки за кои смета дека се безбедносно доволни као гаранција, а НАТО да не дозволи, напротив, да влезе во отворен конфликт. И јас мислам дека како што и се може да се договори, веројатно може да се договори една дигресија. Дали Сирија беше можеби тој лакмус, таа проба меѓу Русија и Вашингтон, до каде може да одат на едно подрачје, дали може да војуваат заедно, да не дојдат во конфликт? И уште војуваат. Независно што тоа не е сега на тикерите на светските агенции. Се уште Русија е воено ангажирана во Сирија и се уште е НАТО воено ангажиран во Сирија. Сега, како се нивните допирни точки, тоа е нешто друго. Едно знам, дека кога американците треба да стрелаат некаде, а има руски бази или нешто, тие им кажуваат, луѓе, ние тогаш ќе гаѓаме на тие и тие точки, повлечете ги силите. Тоа се случуваше во Сирија. Во Сирија го имавме тој пример, кога американците ракетираа неколку точки во близина на руската граница, Тартов ми се чини таму се вика, претходно 2 дена била известена руската команда, војската од каде да се повлече, не де Боже да руски војник да загине. Во времето на Трамп се случи Брекзит, излезе Британија од Европската унија.
Е ли тоа беше ли тоа или сега се гледа дека е некако сигнал за некое поинакво сојужниство? Германија ќе биде, претпоставам, државата, таа е моќната во Европа и воопшто во Европската унија, но и моќна држава во НАТО, која не би сакала да дојде до ескалација на конфликтот и заради своји интереси, енергетски и така натаму врзани со Русија. Па вака, Дали Брекзитот беше некаков сигнал? За мене Брекзитот беше обидот на Лондон да си го врати оној некогашен британски империализам со излегувањето од Европската унија и со возобновувањето на некој тип на комонвелтизам, односно некој одговор на тој империализам. Примерот е она со Австралија и подморниците што ги откажа на рачките на Франција, да. Тоа беше сигнал за ова што се бидејќи знаеме историски го знаеме ривалитетот помеѓу Лондон и Париз, така да мислам дека тоа беше показна вежба како Британија планира понатаму да се однесува, а при тоа да не мора да ги трпи оние за нив неодлучни административци кои седат во Брисел од разноразни држави. Очекуваш ли Берлин сепак да заземе цврст став против ова реторика на НАТО? Ќе спушти ли топката? Вака, со заминувањето на Меркел, ние ќе видиме колку ствари Ангела Меркел, колку била значајна и нејзиниот личен однос со Владимир Путин. Морам да кажам дека Олаф Шолц, новиот канцелар, е исто така сличен како Меркел. Велат потврд малку, поригиден. Меѓутоа, ми се чини слободно, ќе кажам. Зелените, кои се у коалиција со Шолц, и чиј шеф на дипломатијата Анела Бербок е од Зелените, ми се чини дека се они многу порадикални во однос на Путин и Москва. Тука се жолтите како лакмус, нели? Да, меѓутоа Зелените се смета дека се под директна, да кажеме, команда на Вашингтон, кои веројатно некои порадикални политички потези ќе ги прават токму преку нивниот шеф на дипломатија Анела Бербок. Ова вие спомнавте дека тоа Аукус ја откачија преку САД, се разбира, Франција. Франција, Макрон не се изјаснил кога зборувам дали сите се покриваат преку Столтенберг со НАТО или можно е како што сака Макрон секогаш нешто да има свој личен став и во рамките на Европска унија, сега и во НАТО, или ќе се молчи за оваа ситуација? Зборуваме за украинската ова сложна ситуација. Да, Франција има чудна и ќе ги препушти партнерите тие да водат политиката, па во клучен момент можеби ќе го каже својот став. Па јас од него очекувам оне у предизбори, веќе треба да ја почне предизборната кампања, иако не се изјаснил уште, меѓутоа ќе трча. Таму е прашањето, за сега молчи. За сега молчи и веројатно смета дека тоа е, повторно ќе кажам, целата тежина во оваа реторика е префрлена на Столтенберг и НАТО Брисел. Брисел, односно седиштето на НАТО во Брисел. Уште еден пример, можеби како споредба или како компарација или како врска, САД практично на послужавник им го дадоа Афганистан на талибанците. Дали сакаше можеби Вашингтон да се ослободи од еден бал за да може да се концентрира ваму? Плановите што се прават сигурно не се прават денеска за утре. Ова со Украина веројатно е подготвувано неколку години како стратегија. Да. Можно ли Афганистан на талибанците, кршете си глава? Ние имаме во Европа по-нервалгична точка отколку што е далечната Азија. Значи, јас ќе подсетам дека американците имаат и околу Блискиот Исток. Афганистан не е во Блискиот Исток, он е подалеку и стратешки веројатно веќе не им треба толку, повеќе им треба овој дел наваму, а не може да се распленуваат на 200 фронти. Именно тоа ми беше поентата. Дали потребната вредност Афганистан остана. Ја претпоставувам дека таму со повлекувањето на армијата на САД, тоа е само јавниот дел, веројатно се останати одредени работи и структури на американците кои сега се ја тераат работата зашто биле и поставени кога не. Сте биле доволно млад, не знам дали се сеќавате, но низ ова што го читате и како бекграунд, кризата кубанска 63-та, 60. Не бев само млад, не бев ни роден. Не сте биле 63-та и 64-та од времето. Беше пред нуклеарна криза. На Кенеди, да, и на Хрушчов, нели, со може ли да се спореди сега дека исто може да зазвека малку и уранимот
не само реторички, Може- во ситуацијата Москва-Вашингтон? Само да одговорам, може доколку русите процедат, а Куба им дозволи повторно да стават ракети, бидејќи упориштето на Русија во Латинска Америка е одамна Да, но Венецуела. тогаш се разви и ракетната техника, нели, дострелот е со десетици и илјади Па километри. сега со оваа нова технологија не е многу важно дали ќе ги стационирате во Хавана или Тоа ги сакам да кажам. стационирате во Како цените, која е по криза беше? Други беа друго време. времењата од од оваа историска дистанца, тоа не е ништо во споредба со ова денеска што се случува. Ми се чини, бидејќи тогаш имаше некаква вредност, па дури и кризата. Денеска кризите се секојдневни и секој чудо за 3 дена. Јас верувам дека да дојде до некаква конфликт во Украина, за 3 дена медиумите веќе ќе престанат да известуваат, бидејќи ќе бидат досадни, бидејќи денеска медиумите сакаат ново, нешто Ќе се радикално. навратиме пред крај на дистрикт повторно на оваа кризна ситуација со Украина. Ќе проговориме малку и за последиците што Европа генерално може да ги има. Па веќе ги има, само да кажам, ова со гасната криза, ова енергетска криза е токму последица на тоа. Меѓутоа ќе видиме до каде Москва ќе може да оди, бидејќи вие ако ги уценувате со испорака на газ, во исто време имате и проблем, треба некој тој газ да ви го купи. Го чував за крај тоа прашање, дали оваа криза во Украина може да предизвика и длабок конфликт внатре меѓу членките на НАТО кои се членки на Европската унија. Па може, како не може, ние веќе имаме недисциплинирани земји членки на Европска унија, на НАТО, условно речено недисциплинирани, кои не сакаат да се поведуваат на таа политика, бидејќи се директно загрозени. Тука и Полска, тука и Германија, конечно, повторно ќе потсетам, Северен тек 2, значи на барање на Вашингтон да се прекине изградбата на Северен поток 2, први рип на германските компании кои се ангажирани, второ и германската влада и Меркел. Долго време Меркел, додека беше канцелар, еквилибрираше на тоа дека Северен поток 2 е многу важен за Германија пред се за примање на тие енергенци од Русија. Но позицијата на Русија да ја бајпасира Украина и да не оди нафтоводот преку Украина, туку да иде преку Балканот и како веќе беше за да оди за Германија, ги налути западњаците, но додека беше Меркел како канцелар, таа успеваше некако да еквилибрира помеѓу интересите на Западот и добрите односи со Москва, се со цел Германија да не биде жртва на оваа војна. Антони, историски гледано овде во Европа, првата, втората Балканска војна, првата, втората светска војна, главно другото се било некакви контролирани конфликти, колку тие да биле и по број на жртви крвави, како, не знам, ситуацијата при распадот на Југославија, Босна и така натаму Хрватска. И требе на Европа некоја војна на незина територија, или Америка сака до тој степен да наметне својата воја, да покаже дека може да ја контролира и Европа, дури и како сојуз, како Европска унија. Па на Европа не и треба војна дефинитивно и се надевам дека нема да ја добие. Војна никому не треба, Да. но сакам да кажам дека после толку години можно ли е да има потреба, сепак се трупа оружје и на исток и на запад, и преку НАТО и без НАТО, и секоја земја посебно, и на Балканот дури некои држави купуваат оружје, авиони и така натаму, кои француски, кои Од каде руски, потребата? Зошто е Од каде потребата од потребата? тоа? Токму Дали тоа и- на 50 години, на 5 декади ќе треба нешто да се случи? Дали кризата е некое навестување? Никој војна- Твојот аналитички нерв, што вели? Моето вели дека едноставно поминаа многу години од кога немало некој поголем конфликт и како она што велат ѓаволот да игра со Судбината. Да, ми се чини дека никој не го посакува конфликтот, но она што се случува во моментов во сите држави во светот, како да има потреба од некаква пресметка со нешто. Коронава наметна многу долгови. Сите држави се должни, сите се во некакви рецесии. Може ли војната, нели, после војната се анулира, никој Па никому не мастер прави. ресет да биде. Може ли тој да. ресет да биде? Знаеш, Зоки, ако кажам да,
ќе бидам осуден дека како ти сега ова или она. Не знам, мене све ми наликува дека луѓето, ајде ќе бидам слободен, пошто таква ти е емисијата, се малку издивени премногу, зборувам како луѓе, премногу технологија, премногу брзо се живее, премногу себичност искача од обичните луѓе. Сите сакаат се, срцето бара повеќе од што може да понуди. Ме разбираш, сето тоа се преточува во владите, во државите, во мокниците кои се обидуваат. Русија има право да каже не можете вие у НАТО, јас сум суверена држава, ја одлучувам зашто тебе да те слушам. Ке треба да повикам во дистрикт некој психолог кој се занимава главно со масовна психологија, малку психијатар може би. Психологија на масите и на живееме во себично време, во време каде што нема некакви трајни вредности, каде што потврлија сите етички и морални норми, тоа све влијае врз политиката, све влијае врз бизнисот и она за новинарството што го почнавме претходно, еве и на микро ниво кој ќе видиш како живеат луѓето денеска, не е тоа само во Македонија, во цел свет, премногу богати, премалку богати, премногу сиромашни луѓе, но и стануваме полека себични, едни кон други. Го спомна новинарството, која е оценката на Дејан Андоновиќ за новинарството на неговите почетоци и новинарството на неговите зрели новинарски години? Па има голема разлика, се смени времето, но ја пак ќе гледам етички и морално, морам да ти кажам. Јас бев, кога бев млад новинар, се обидов да покажам лојалност, да научам занајд, да го почитувам предпоставениот за утре кога јас ќе дојдам на негово место, исто така да бидам почитуван и лојалноста да ми се вреднува таму каде што сум. Денеска се измеша работите. Јас кога бев млад, сега уредниците треба да се лојални на помладите новинари, на репортерите. Па не, него сега помладите уредници, сега постарите новинари треба да бидат лојални на помладите уредници, така да се смени, а лојалноста се смета кај газдите дека немаш каде да одиш, па затоа си останал, инаку не си ти толку лојален као што изгледа. Интернетов и социјални мрежи го пропастуваат македонското новинарство или генерално или помагаат? Социјалните мрежи се надри новинарство, као што во медицината има надри лекарство, социјалните мрежи. Бајачки. Па да, бидејќи секоја шуша може да излезе со став и тоа да биде релевантно и уште медиуми на крај да го цитираат, напишал на Facebook или објавил на Twitter. Ви најавив на почетокот, Цивил е во рамките на еден проект за оружјето легално, нелегално, шверци и така натаму. Имаш искуство, едно време водеш и област, нели, и армија, и не знам, полиција и така натаму, малку поблиско со оружјето. Која е твојата оценка? Има ли во Македонија нелегално оружје кое може да биде некоја граѓанска опасност, не мислам на глобално? Има нелегално оружје и ради трговија, но и силом прилика има нелегално оружје, бидејќи процедурата да се стекнеш со дозвола за поседување или дозвола за носење пиштол е малку тешка и не кореспондира со условите во кои живееме денеска. Многумина од семејствата денеска имаат пиштол кои по смртта на некој нивен родител, полицаец или воено лице кој е го наследил пиштолот, според некои законски норми, ти доколку немаш дозвола на нотар во оставинска расправа, ќе добиеш, например, оружје од татко ти, и ако ја немам дозвола, а сум го добил, сум должен да го предадам у првата полициска станица, бидејќи немам дозвола за пиштол. И да докажам. И ако не го дадам, го оставам дома, тоа е веќе нелегално оружје. Како да се дојде како јас да дојдам до пиштол, например, сакам да те убијам, не да те убијам, да те ранам. Како да дојдам до пиштол, а да не бидам законски гонет? Па не постои такво нешто, предпоставувам. Каде луѓе се снабдуваат со оружје? Во Македонија може ли да се Па има оружје на црно, значи има дилери кои јас сега немам искуство. Јас немам искуство со тоа, но вака Балканот е полн со оружје. Ајде да не се лажеме. Значи овде има една традиција останата од дедовци, прадедо, можеби уште и пушки, малихерки. Да се пука по свадби и веселби. Значи ние се чудиме за нелегално оружје, а на секоја втора свадба окачена на
социјалните мрежи гледаш како некој пука со пиштол, а некој дури и со калашников. Така, добро, ајде да споредиме со Америка и таму па оружјето како во самопослуга, нешто стегаат нешто последниве години после неколку масивни инциденти. Не стега, тоа е иницијатива на актуелната администрација, ќе потсетам изминатата година, секојдневно низ градовите у САД имаше случај каде што од чиста мира некој дошол, влегол, пукал во некоја недефинирана цел, значи немал никаков повод, никаков мотив, ништо, влегол, пукал во самопослуга, убил четворица, се самоубил. Добро, што мислиш, нашава држава, институциите имаат ли контрола на ова што случува на шведско оружје, не знам, Ќе морате нив да ги прашате. Ќе морате нив да ги прашате. Но јас спомна, имам премногу оружје на балконот и кај нас, веројатно и како традиција, не? Па и последица од распадот на СФРЈ и како традиција и како геостратешка рута каде што нели појди зајди пак од тука ќе се помине. Швајцарско сирење границите. Да. Во секој случај, но повторно ги кажам, ние потекнуваме од еден распад на една држава, имаше една војна сила се викаше JNA, која имаше многу оружје, во оваа област беше трета армиска област и беше многу вооружена. Веројатно дел од тоа оружје е останало тука. Ќе потсетам на станите 97 во Албанија кога се распадна албанската армија, сите депоа нели беа крадено оружје, веројатно еден дел завршил и тука. Така, спомна нешто институциите што треба да сторат, оружјето што е за легално да се легализира, тоа што за нелегално да не се легализира. Кои се контролните Треба да се механизми направи еден баланс за државата да има контрола генерално, берем што се случува со... Па што треба? За да купиш оружје, да кажеме, треба да добиеш нели дозвола за поседување на оружје и да е процедурата Оди така се како што е. преку МВР, преку полиција? Па преку МВР оди, да. И треба да нели да отидеш и да направиш нешто за да заклучат институциите дека ти можеш да поседуваш оружје. Ако Добро, треба да полагаш за некаква лиценца. Па веројатно да, и психолошки, психијатриски тестови. Меѓутоа тоа кај нас е толку искомплицирано да затоа велат ако наследите оружје а немате дозвола, треба законски да го пријавите у прва полициска станица, да го предадете. Зошто лична својина јас да предадам? Значи, нема да го предадам и ако ми остане у фиока, а не се стекнам со дозвола, тоа е нелегално оружје. А верувам дека многу семејства во Македонија го имаат тој проблем. Тоа е парадокс. Па парадокс. Наместо да се направи, да се олесни процедурата у смисол за поседување. Имате за поседување и за носење. Во ред, не смеам да го носам, али барем да го поседувам. Бидејќи ако ти дојдат дома и ти го најдат оружјето од почина татко или дедо, а ти не си го пријавил, а немаш дозвола, ти имаш нелегално оружје. А не го пријавуваш поради? А не го пријавуваш поради тоа што они ти викаат врати го у МВР, што треба да полагаш, а за да положиш треба цел факултет да завршиш. Подобро факултет е отколку да полагаш за оружје или за добро, возачки. сега зависи што ти лежи повеќе. Ајде да привршуваме, имаме уште 1-2 минути. Која е прогнозата деновиве? Како ќе се развие ситуацијата околу Киев? Па јас очекувам утре се имаат средба, нели, шефови на дипломатија Блинкен и Лавров околу тоа да видат до кај се со своите барања еден спрема друг. Ќе потсетам, минатата недела имаа 3 средби, 3 рунди преговори и ништо не се договори. Зашто велам дека очекувам дека ќе има некаков конфликт? Велам затоа што ми се чини дека Путин отиде предалеку со заканите, у смисол со барањата, безбедносните барања, дека нема да Русија да толерира ширење на НАТО кон исток, не може од тоа да отстапи. Тој сепак е и во избори, веројатно сега ќе има избори следната година, не би смел да си го наруши својот авторитет кој го ужива во светот, бидејќи доколку му падне авторитетот, ќе му падне и влијанието. А ние сме сведоци влијанието на Москва е во Република Српска, влијанието на Москва. Значи не само Киев, некоја локална, ако го велам локална за тоа подречје, тоа се јадници километри квадратни, веројатно, може да пукне и во друга некоја околна земја. Па, верувам дека со... Имаше некои сигнали. Да, вака, видовме прво една работа забораваме. Забораваме дека и во Молдавија, таму во Преднистровје, и таму има еден дел каде што не е под контрола на Кишињев, на Молдавија, тука русите имаат. Дали е тоа руска војска, дали се тоа руски воени формации, тоа е веќе нешто друго. Ја верувам дека, затоа реков преска, можеби они ќе направат некој контролиран конфликт. Ќе мора да си го зачуваат првино русите дигнитетот, со тоа, видете, ако продолжите, ние ќе реагираме, но и НАТО да не отстапува сега на секоја руска закана. Ние
како држава Македонија, како членка на НАТО. Ќе бидеме во војна доколку дојде војна, бидејќи сме членка на НАТО. Москва на времето не предупреди дека ќе бидеме, како се вели, непријателска територија во случај на конфликт со било каде со НАТО. Тоа значи ние ќе бидеме, би можеле да бидеме некаква колатерална штета или во цела оваа ситуација може да изгледаме помоćни вака да. Па може би ќе нашето учество на нашата армија ќе биде пресудна во ние некои воени акции. Секоја НАТО армија си има некаква своја улога. Па формално правно да, доколку дојде кога НАТО е во војна и ние сме во војна како држава. Сега колатерална штета нема да бидеме премногу сме, да кажеме, мали и не сме тие што ги загрозуваат руските интереси, но може еве како страна ние одбравме страната на НАТО. Слободен печат е последното медиумско, редакцијско, новинарско прибежиште или уточиште на Дејан Андоновиќ или никогаш не се знае? Па никогаш не се знае, не зависи тоа само од мене, тоа зависи и од условите. Искуството би покаже у минатото дека и редакциите кои на момент изгледаат бесконечни и добро позиционирани, па и добро ситуирани, преку ноќ пропадна, некојум да ги именувам, се не е битно, имав такви искуства во мојава кариера. Во Слободен печат сум сега, да, ангажиран сум и во проектот Утрински брифинг, каде што секојдневно правам анализи, тоа е при Слободен печат, па за сега е окей, ќе видиме. На шала на шега, новинарската заедница знае да каже Дејан Андоновиќ во која редакција ќе стапне, во догледно време таа банкнотира. Не, Дејан Андоновиќ може да каже дека секогаш влегува во онаа редакција која во моментот е многу популарна, али кој високо лета, ниско паѓа на крај. Важно е баран на журналистичкиот Сум баран на баран и само пазар. да кажам дека не е само мојата работа, има многу наши колеги кои за истото можете да кажете за нив, бидејќи сме работеле во некои од тие редакции заедно. Дистрикт Цивил прес студио, Дејан Андоновиќ, ви благодарам. Ви благодарам вас што ме поканивте, да го кажам моето мислење.